За нов член на антикорупцијска предложена Катерина Зајковска со мнозинство гласови во Комисијата за избори и именување во Собранието. Таа треба да седне на местото на Цвета Ристовска, која си поднесе оставка по сомнежите за можен судир на интереси. Зајковска, како што посочи председателот на комисијата Сајковски, била најдобро рангирана со 90,67 бодови од страна на комисијата за селекција, а во трката за член на ДКСК влезе со уште 6 кандидати, но интервјуирани беа само петорица, бидејќи двајца од пријавените не ги исполнувале условите. Од утврдената листа на комисијата за селекција на кандидати за избор на член на Државна комисија за спрошување, најдобро рангиран кандидат од спроведеното интервју е Катерина Зајковска од Скопје, која е прва на ранг листата. На нејзиниот избор се спротиставија од опозицијската СДСМ. Пратеникот Лјупчо Николовски предложи да биде избрана втора рангираната кандидатка Милка Муратовска, бидејќи имала посоодветно образование и подолго работно искуство, а минимална разлика во бодирањето на ранг листата. Имаме кандидат кој што магистрирал токму на антикорупцијски науки во Луксембург, има одлично CV и за прв пат имаме таков кандидат кој што има мастер во делот на антикорупцијата и имаше одлично представување дека сосема логично е да Милка Муратовска биде кандидатка. Предложената кандидатка Зајковска, која е дипломиран економист и сега е вработена во антикорупцијска како советник за буџетска контрола и одговорна за следењето и финансирањето на изборните кампањи. Предлогот таа да биде нова антикорупционерка ќе се најде на дневен ред на следната пленарна седница и доколку биде избрана, ќе седне на испразнетото столче во антикорупцијска, кое стои празно повеќе од 2 месеци по поднесената неотповиклива оставка од Ристовска, против која се отворени 2 предмети, поврзани со непријавување на фирмите на нејзините деца во анкетниот лист.